За државата трошки за концесионерите богато за 4 години од 2018 до 2022 година. Од концесија за доделување на површини за експлоатација на руда, Македонија наплатила само 45 милиони евра, а само 1,7 милиони евра од експлоатација на најквалитетниот мермер, иако компании дебело профитираат од тоа. Државата во 4 години издала стотици концесии, а наплаќала символично. Во бројки, профитот од мермер е буквално само 1% од приходите од продажбата кои ги остварил концесионерот, утврдила државната ревизија во извештајот за периодот од 2018 до 2022. Заклучно со 2022 година доделени биле вкупно 348 концесии на 257 концесионери, што е 1,3% од вкупната територија на државата, а за експлоатација на мермер пак доделени биле 29 концесии. Завршење на експлоатација на минерални суровини за периодот 2018-2022 година. Наплатени се вкупно околу 45 милиони евра концесиски надоместоци, од кои околу 4,6 милиони евра надоместок за користење на простор, околу 40,2 милиони евра надоместок за експлоатирана количина на минерална суровина и 6.136.000 денари по основ на камата по двата основи. Ревизорите утврдиле дека мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции не обезбедуваат сигурност за оптимална искористеност на минералите и не гарантираат навремена наплата на надоместоците од концесионерите. Дополнително, висината на надоместоците кои државата ги определила е на ниско ниво, а начинот на пресметка не ги прикажува реалните цени и не се правични во однос на продажните цени кои ги остваруваат концесионерите. Со извршената ревизија и обезбедените докази стекнавме разумно уверување дека мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции не обезбедуваат целосна подготвеност и сигурност за остварување на оптималната искористеност на минералните суровини, сеопфатна и навремена наплата на концесиските надоместоци и ефикасен систем на надзор над реализацијата на склучените договори. Ревизорите алармираат дека е неопходно да се зајакне правната и стратешката рамка за тоа како се доделува и одзема правото за експлоатација на минерални суровини, а воедно и за постапката за доделување и одземање на концесиите. Потребно е да се зајакне и механизмот за надзор и контрола над концесионерите. Наспроти ова, минатата година во парламентот по скратена постапка беа изгласани измените на Законот за минерални суровини кои беа во пакет со останатите закони кои се носеа за потребите на Бехтел-ЕНК. Со измените на законот, концесијата може да се издаде директно на инвеститор за потреба на европски патни коридори од стратешки интерес, а откако инвеститорот ќе поднесе барање за концесија, државата треба за 5 дена да даде предлог и одлука за доделување на истата, а по 15 дена од приемот ќе се донесе решение за доделување концесија за детални геолошки истражувања.